Добар ден и добродојдовте на вебинарот насловен Жените во дигиталниот свет, инспирација и совети за кариера во STEAM. Ова е пети вебинар ваков кој што го организираме во низата, односно серијалот на вебинари во рамките на проектот Streamit, кој што е посветен на насочување на жените и на девојките кон STEM едукација, иновации и истражување. Пред да започнеме, би сакала да ви се заблагодарам од моје име и од име на Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување, што се вклучивте денеска на овој вебинар. Јас сум Мија и сум комуникацијски офицер во Фондацијата, која истовремено представува дел од проектниот конзорциум, односно партнер во проектот Streamit. Исто така, пред да започнеме, би сакала на кратко да поминеме низ агендата на овој вебинар, односно структурата и што и како ќе зборуваме. Значи, вебинарот трае 1 час. Најпрво ќе започнеме со мене, односно јас ќе ве запознавам со проектот Streamit, со неговите цели и активности, како и можностите за секој од вас да се вклучи во самите активности на проектот. Потоа ќе преминеме на презентацијата на нашата гостинка Марија Ристовска и на крај ќе завршиме со дел каде што ќе имате можност да поставите прашање и да поттикнеме отворена дискусија, и тоа ќе го направиме преку чет функцијата или Q&A функцијата, каде што вие ќе ги напишете вашите прашања, а јас ќе ги прочитам за Марија. Исто така би сакала да напоменам и дека вебинарот се снима, па по неговото завршување вие ќе имате и вие учесниците ќе имате пристап до снимката. Значи, проектот Streamit е поддржан од Европската Унија и представува визија за едно општество каде што жените и девојките имаат подеднакви можности да учествуваат, да се развиваат и секако да успеат во светот на науката, технологијата, математиката, инженерството и уметноста, односно во светот на STEAM. Ние во рамките на овој проект ги организираме овие вебинари со цел да дадеме еден преглед на добри практики, но исто така и поддршка и мотивација за жените и девојките кои што сакаат да градат кариера и да успеат во овие области. Како што кажав и претходно, ова представува пети вебинар во серијалот, значи имаме претходно организирани 4 и ќе организираме уште еден последен 6 на 27 ноември, за што ќе бидете и поканети. Сега мислам дека може да преминеме на презентацијата за проектот. Се надевам дека ја гледате презентацијата, Марија. Да, се гледа. Во ред, одлично. Значи, за проектот Streamit. Проектот Streamit започна на 1 јануари 2024 година и ќе трае до крајот на 2026 година. Тоа значи дека имаме ние уште повеќе од година за активностите во овој проект. Streamit има за цел да иницира промени во однос на постојните родови нееднаквости во STEM образованието, истражувањето и иновациите, се со цел да придонесе кон спроведување на Европскиот манифест за родово инклузивно STEM образование и кариери. Станува збор за доста голем проектен конзорциум, односно 21 партнер од 20 различни земји, и сите од овие партнери на некој начин се соочуваат со истите предизвици кога станува збор за вклучување на жените и девојките во STEM образование и кариери. Па затоа ние меѓусебно соработуваме, споделуваме добри практики и искуства, се со цел на одговарање на овие предизвици, односно остварување на самата цел на проектот. Кога сме веќе кај целта на проектот, подетално, значи проектот има за цел да ги надмине бариерите и предизвиците со кои што се соочуваат недоволно застапените групи во STEM. Тука, како недоволно застапени групи, посебен фокус ставаме на жените и девојките, особено девојчињата од 14 до 18 години. Исто така, фокусот е на развој на иновативни, родово и диверзитетно инклузивни алатки за едукација на млади, особено девојки. Односно, тука ние имаме за цел да тестираме и поттикнуваме интеграција на STEM и STEM пристапите во образовната пракса.
И дополнително проектот има за цел да ги мобилизира засегнатите страни од различни сектори кои што се вклучени во самото STEM образование, за да создаде одржливи мрежи кои што ќе им даваат континуирана поддршка на STEM едукаторите, односно на образовните провайдери. Тука доле се сумирани и на кратко целите на проектот. Сега зборувам STEM, STEAM, најверојатно се прашувате што е разликата. Значи, традиционалниот STEM пристап во образованието ги опфаќа науката, технологијата, инженерството и математиката. Значи, тој е фокусиран на развој на технички и аналитички вештини кај учесниците. Но кога на оваа комбинација ќе се додаде и уметноста, ние го добиваме новиот STEAM пристап, кој што го на некој начин го нагласува значењето на креативноста и иновативноста во учењето, што особено во денешниот дигитален свет за кој што Марија ќе зборува подоцна е доста значајно. Значи има многу предности од овој STEAM пристап, но ние имаме извадено како 3 главни. Најпрво тој поттикнува креативно решавање на проблеми, односно ги охрабрува учениците да разгледуваат различни перспективи, да носат различни иновативни решенија. Ја зголемува ангажираноста и мотивацијата, или поедноставно кажано го прави едноставно материјалот поинтересен за совладување кај учениците. И исто така придонесува за развој на интердисциплинарни вештини кај нив, односно со тоа што ја комбинираме ни уметноста со научните дисциплини, и помагаме на учениците да стекнат способност да ги поврзуваат различните области на знаење. Ние исто така ги имаме и на некој начин сумирано пречките со кои што се соочуваат жените и девојките во STEAM. Значи, како родови разлики во STEM образованието и кариерите се истакнуваат пониската самодоверба во STEM предметите, несвесни предрасуди кои што ги имаат самите образовни провайдери, односно наставниците и професорите, академски средини со изградени машки карактеристики, општествени стереотипи што технологијата ја поврзуваат со мажите и семејните очекувања. Последните две, кои што се имаат докажано како доста доминантни кај нас, односно на Балканот. Сега во однос на пречките, исто така тие може да бидат поделени и на институционално и на индивидуално ниво, односно пречки кои што нам ни се наметнати од страна, односно од институциите, или пречки кои што ние самите себе си ги наметнуваме. Па на институционално ниво ги изделуваме родовите предрасуди и стереотипи кои што постојат во образованието, недостатокот на женски кадар и менторска поддршка. Менторската поддршка тука особено истакната како предизвик, да не кажам проблем, и затоа, како што ги спомнав и овие 6 вебинари, еден вебинар од нив ни беше нам посветен токму на значењето на менторството, начинот на кој што е обликуван самиот STEM наставен план во образовните институции и секако работната средина и организацијските политики на работните места. Како пречки на индивидуално ниво, односно пречки сами себе што може да си ги наметнуваме жените, се изделуваат само перцепцијата и само довербата, страф од потврдување на сите овие стереотипи кои што ги споменуваме претходно, анксиозност во однос на постигнување успех или поедноставно кажано страф од успех, конфликт помеѓу професионалните и семејните обврски кои што го имаат нагласено многу жени. Сега имаме и пречки на културолошко ниво, кои што на некој начин представуваат збир или основа на сите овие други пречки кои што ги гледаме, значи пречки кои што обстојуваат во општеството и во културните навики. Тоа се стереотипи, родови, норми и очекувања, стереотипи кои што ги имаме изразито и во медиумите и недостаток на жени пример за огледување. Ние сакаме да го адресираме ова, со тоа што денеска ја поканивме Марија како жена пример на која што може да се угледате, и перцепции за родовите улоги и еднаквоста кои што постојат во општеството. Сега кога ги знаеме овие пречки, може би се прашувате што ние сакаме да направиме со проектот и што имаме направено, па така како клучни иницијативи ги имаме поттикнато создавањето на виртуелен makerspace, кој што представува еден, како што е кажано, спейс на ресурси, интерактивна мапа и форум. Имаме воспоставено национални хабови и овие вебинари кои што ги организираме представуваат и дел од овие хабови. Исто така развивање на алатки за практични активности, како што се работилници насочени кон STEM образование и поддршка на девојчиња,
практични активности во научни центри и музеи и програма за менторство намената за млади таленти од високообразовните институции. Како мал тизер можам да ви дадам дека оваа програма за менторство ќе е во пред промоција, односно при промоушен и повикот за регрутација, односно за регистрација ќе биде пуштен во ноември, па така сите кои што не слушаат и кои што се заинтересирани може да ги следат нашите социјални канали на Фондација за менеджмент и индустријско истражување и таму ќе може да се пријават и представува одлична можност за овие млади таленти да се надпреваруваат на локално и меѓународно ниво. Толку ќе кажам, останатото ќе го видите кога ќе почне и самата регистрација. Сега во однос на проектот, значи што може да најдете на нашата официјална веб страница, може да го најдете овој виртуелен makerspace, ресурси за STEAM едукација, извештаи, овие вебинари кои што ги снимавме, кои што реков дека ќе имате пристап, онлайн курсеви, трудови, алатки и слично. Може да ги најдете националните хабови и преглед на разни добри практики од сите наши партнери од 20 земји. Може би се прашувате што представуваат овие национални хабови, национални инспиративни хабови. Значи, ние во Македонија нашиот го крстивме STEAM МК и тој представува динамичен простор за поттикнување иновации, креативност и инклузивност во STEAM областите. Значи, хабот е посветен на оснажнување на младите, едукаторите и недоволно застапените групи кои што ги спомнавме и претходно, со тоа што им обезбедуваме пристап до најсовремени алатки, знаење и многу значајно можности за соработка едни меѓу други. Значи, STEAM МК е посветен на наставниците и едукаторите, ученици и млади иноватори, мејкери, креативци, стартапи и предприемачи, едукатори за музеи и недоволно застапените групи. Сега вие, нашата публика, доколку сакате да се вклучите во STEAM МК, односно во Националниот инспиративен хаб во Македонија, може да ги следите следните чекори, односно да ја контактирате мојата колешка Емилија преку мејл, но исто така многу полесно вие може да ја пополните и формата, линкот го има подолу, но јас линкот вам ќе ви го испратам и во чет во текот на вебинарот, така би било многу полесен пристап, но доколку сакате по мејл, може да ги следите следните инструкции. Како преглед на претходните вебинари кои што ги имаме организирано во рамките на овој национален инспиративен хаб, значи имавме науката како патоказ, важноста на менторството кој што ви го споменав, имавме вебинар за идни можности во сајбер безбедноста и жените во науката и безбедноста и денешниот вебинар кој што го имаме за жените во дигиталниот свет. Последниот вебинар ќе се организира на 27 ноември. Сите овие претходни вебинари, вклучувајќи го и денешниот, ќе може да ги гледате снимките од вебинарите доколку сте заинтересирани на веб страната на Фондација за менеджмент и индустријско истражување и секако на веб страната и каналите на проектот кои што може да ги видите пред вас. Многу полесно може и да го скенирате овој QR код и да кој што ќе ве однесе до веб страната на проектот Streamit, а исто така јас ќе ви ги испратам линковите повторно во чет, така да не се грижите доколку немате направено скриншот или го пропуштивте овој дел, да знаете дека линковите ќе ви бидат во наредниот час таму. Толку во однос на проектот, и сега мислам дека е време да преминеме кон малку поофицијалниот дел, односно делот за кој што сте и сите денеска дојдени тука. Значи, STEAM областите и дигиталната економија се основа за иднината на нашите општества. Тоа е очигледно, особено во образованието, и во тоа како е структуриран моментално пазарот на труд. Значи, во свет во кој што се менува секој ден, разбирањето на улогата кој што има технологијата, иновациите и разните дигитални алатки и платформи се многу значајни за
ние да се припремиме за иднината, односно да се припремиме за идните предизвици и професии кои што ќе постојат, но од друга страна исто така да создадеме едно инклузивно, транспарентно и многу значајно конкурентно општество. Значи во овој поглед е многу значајно да слушнеме од жени кои што имаат успеано во дигиталниот сектор, да слушнеме за нивните приказни, професионален пат, предизвиците со кои што се имаат соочено, но и успесите кои што ги имаат постигнато. Ние сметаме дека таквите приказни може да дадат мотивација за девојките и жените дека и тие може да успеат во секторот, но од друга страна и да служат како еден вид на практични алатки кои што ќе им помогнат да го превземат следниот или првиот чекор во градењето на нивната STEM кариера. По таа насока и чест ми е да ја представам нашата денешна гостинка, Марија Ристовска, која што е раководителка на Алијансата за родова еднаквост на работното место. И Марија долги години веќе работи на напредување на еднаквоста и оснажнување на жените во Македонија. Таа паралелно е исто така и проектна менаџерка во Македонската асоциација за е-трговија и на некој начин го поврзува невладиниот сектор со приватниот сектор со цел да поттикне ваков инклузивен раст и иновации за каков што зборувам. Значи таа денеска ќе го искористи нејзиното искуство и професионален ангажман да ни даде совети за градење на кариера во овој сектор, добри практики кои што ги има научено од трговијата, како и инспиративни примери кои што би можеле да служат како патока за нашата публика. Марија, би сакала да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана. Вашето искуство и знаење од големо значење за публиката, па затоа и би ве поканила да започнете со вашата презентација. Благодарам ја, фала многу и на убавото представување и секако за поканата да бидам дел од оваков, би рекла, значаен вебинар. Го замислив многу инспиративен и верувам дека на присутните ќе им биде од корист, затоа што јас кога почнав, наистина ќе ми беше драго да имаше некој вака да ми каже и покаже како треба, така да ќе го искористам тоа во таа насока. Ајде сега ќе шернам скрин, односно екран. Ќе ми кажете само дали добро се гледа екранот. Само да го уклучам на презент. Дали се гледаме? Да, се гледа, одлично. Супер. Океј, значи како што знаете сите, денешната тема е жените во дигиталниот свет, односно инспирација и совети за кариера во STEM или STEAM. Моето име е така и го започнав, односно започнав оваа презентација, најпрво да се запознаеме. Ми ја кажа некои воведни зборови за мене, но сепак мислам дека е добро малку повеќе да ви кажам која сум и од каде доаѓам. Значи, моето име е Марија Ристовска. Јас сум раководителка на Алијансата за родова еднаквост на работно место и проектна менаџерка во Асоциацијата за е-трговија, а ето ме кратенката за Асоциацијата за е-трговија. Исто така сум главна координаторка на Балканската алијанса за е-трговија, кратенката е БЕКА. И меѓу другото сум фриленс маркетерка, фриленс пиар човек, фриленс проектен менаџер и така натаму, така да генерално имам долго искуство во измешани индустрии, затоа што ќе ви спомнам малку подоцна. Сега да ви кажам на кратко исто што е ГЕА, односно што е Алијансата за родова еднаквост на работното место. Станува збор за иницијатива на Асоциацијата за е-трговија на Македонија. И мисијата или целта е да се унапреди и вклученоста и еднаквоста и поврзаноста помеѓу дигитализацијата, е-трговијата и жените. ГЕА се залага за еднаква застапеност на жени и на мажи на сите нивоа на менаџмент, за еднакви можности за раст и напредување и на мажите и на жените и за еднаква плата за еднаква работа. Значи ГЕА не е никаква феминистичка организација, туку идејата е дека кога имам бројни истражувања кои кажуваат дека кога има мешани тимови тие најдобро перформираат и носат дури до 25% поголем
профит на крајот на годината и затоа се препорачува, бидејќи надвор на пазарот кога му се обраќаат има мешани, нели, и машки и женски, внатре во тимовите дека треба да има и подобро перформираат тимовите кога има еднаква застапеност, а особено на позициите управувачки, односно борд на директори, управни надзорни одбори. Така да ова се трите столбови на ГЕА. Од десно ви ставив сликичка да видите како изгледа нашиот Инстаграм профил. Доста сме активни тука, па сакам да ве замолам кој може и сака да не заследи. Инаку и нашата веб страница исто genderalliance.org. И идејата е со ГЕА дека ни се вклучуваат бројни компании кои што ги користиме, односно им даваме можност да сме една бит како платформа, им даваме можност да ги кажат сите активности што ги превземаат за да се постигне еднаква застапеност на жените и мажите и на сите нивоа, како даваат еднакви плати, како даваат еднаква можност за раст. И меѓу другото организираме бројни настани активности. Дел од нив се едукативни, дел од нив се забавни. Тука што гледате на сликите имавме квиз настан за родова еднаквост, но и не беше само за тоа, беше и за пошироки теми. Имаме и годишна конференција за родова еднаквост на работно место, која што викаме Equal Exchange, како TED Talks за equal размена на искуства и таа е многу интересна да се проследи. Така да генерално правиме бројни активности и правиме и бројни кампањи на оваа тема. Сега наредно да ви кажам, ќе разгледате подетално, доколку ве интересирали, слободно можеме да прашате на крај. Мојата матична организација е Асоциацијата за e-трговија на Македонија. Не знам дали сте слушнале, дали ја знаете, во моментот сме доста активни со организација на една голема регионална конференција за e-трговија. Таа е најголема на целиот Балкан. И идејата на оваа наша асоциација е всушност да го потикнеме развојот на e-трговијата, да ги отстраниме сите пречки, односно пречките кои што сметаат за развојот и да создадеме една поволна клима за раст на оваа индустрија, бидејќи гледаме дека во светски размери има многу потенцијал да расте и сакаме истото да се случи и кај нас. Сметаме дека со ова навистина може да се постигне и повеќе жени да бидат вклучени и повеќе луѓе и да не се иселуваат и од тука да продаваат низ цел свет и така натаму. Во моментот нашата асоциација брои повеќе од 150 членови кои доаѓаат од различни сектори, што значи тоа значи не се само трговци, односно продавници, туку има и банки, има и логистички компании, IT фирми, маркетинг фирми и така натаму. И ние исто така соработуваме со бројни локални и регионални здруженија. Она што се некои наши главни 3 иницијативи се годишната конференција која што ви спомнав пред малку, слободно побарајте на e-commerceconference.mk за да видите за каков тип на настан станува збор. Потоа извештај за e-трговија, тоа е регионален, кај што ние можеме да видиме кои се навиките на купувачите, колку се купува со картичка, кои категории на производи се најкупувани. Тоа овој извештај не е само за Македонија, туку е генерален за целиот Вестерн Балкан или за целиот наш регион. И организираме годишни награди за e-трговија, односно даваме признание на сите оние продавници кои што работат по правила, прописи, кои што се најдобри, кои што имаат добри кампањи, добри customer service и така натака, и кои што претставуваат поттик за другите. Секако дознавме што се ГЕА и што се АЕТМ, да видиме што е STEM или STEAM и каде е местото на жените во него. Како што спомна и Мија, и јас уште еднаш да ја одгатнам мистеријата, STEM е кратенка од Science, технологија или Technology, Engineering, Arts и Mathematics, односно 5 области кои што стојат во срцето или се основа на сите модерни професии. Овие вештини не се само за инженери или програмери, туку се дел од секоја успешна дигитална приказна. Еве на сликата од десно ќе видите девојка која што снима контент, например, и тоа е дел од STEM. Ако вака изгледа со шминките и може би се чудите зашто е ставен. Оно што е битно да се нагласи е зашто STEM е важен за идните професии, особено за во дигиталните индустрии. Важен е затоа што ги обединува вештините што ќе бидат најбарани во иднината. Станува збор за критичко размислување, станува збор за креативност, за решавање проблеми за дигитална писменост, односно оние работи кои што не може AI да ги замени или да ги прави место вас. Така да денешните професии, како што знаете, се повеќе и повеќе стануваат поврзани со технологија, а професиите од иднината ќе бидат тек уште повеќе.
Така да без разлика што сакате да станете, сите овие кариери што се поврзани на било кој начин со технологија се темелат на STEM вештини, затоа сите девојки кои што ги развиваат овие способности или кои вложуваат во овие способности денес ќе бидат лидерки во дигиталните индустрии во иднина, односно полесно ќе можат да се вклучат, да започнат дали бизнис, дали да работат во такво поле и нормално да станат лидери во својата област со тек на време. Бидејќи јас доаѓам од светот на трговија, сакав да ви кажам или некако да го поврзам STEM, како е присутен и како е поврзан со трговијата. Во принцип, директно е поврзано на повеќе начини. Сајансот е поврзан преку истражување на пазар, преку правење на прашалници за потрошувачи, преку анализа за податоци за носење на подобри одлуки, што се многу значајни во делот на трговијата. Технологијата е вклучена со развојот на веб платформи или конкретни веб страници, потоа автоматизација на процеси, што исто така е многу, да речам, во поден овој период. Потоа инженеринг, станува збор за стабилна инфраструктура, за безбедност на онлайн плаќање и така натаму. Артс, ова е најкреативниот дел, односно дизајн, креативен маркетинг, градење на бренд, градење на контент, градење на интересни стратегии кои што ќе привлечат повеќе купувачи. И математикс е оној делот со анализа на цени, статистики правење, оптимизација на продажбата и така натака. Во принцип, кога сите овие области ќе се спојат, се создаваат иновативни и успешни дигитални бизнеси и тоа е, сметам дека иднината и за помладите генерации. Да разгледаме, не знам дали некогаш сте имале можност или сте размислиле или сте биле инспирирани. Во моето окружување имам чувство дека сите имаат некаква идеја во фиока или некаква замисла или нешто што дома си правеле или сакаат да го прават и трговијата им се чини како една можност за кариера, дали фултайм, дали парттайм. Но сега сакам да разгледаме заеднички опцијата за трговијата како можност за кариера. Јас имам тука ставено неколку прашања, затоа што сакав да видам колку од вас сте веќе дел од трговијата и често ги поставувам овие прашања кога правам било какво предавање. Во ситуација ние немаме можност за директно одговарање, но би сакала да ве замолам доколку можете и сакате во четот да ни пишете одговор на овие прашања. Односно да ми пишете кој од вас има купено нешто онлайн во 2025, односно оваа година. Кој од вас има купено нешто, но со картичка во 2025 година, бидејќи знаете другата опција е cash on delivery, односно плаќање при превземање. Кој од вас има купено нешто онлайн со картичка во 2025 година, но од домашна продавница, бидејќи е различна дали од домашна или од Тему и така натаму. Не е ништо погрешно, него само ме интересира колку од вас тоа го направиле. Од домашна продавница, веројатно ви искочиле ананас, не знам, полеоспорт, пакет макаурма, митра и така натаму и ред други, така да кој од вас има направено вакво онлайн купување и кој од вас досега нема купено ништо онлайн. Side note или да напоменам дека нема погрешни одговори, значи не е страшно и да немате купено онлайн. Ќе ви споделам само едно кратко искуство што ми се случи. Држав една обука за рурални жени и жените беа 50+ и беа буквално од рурални области и истите прашања ги прашав на почетокот чисто за да измерам колку знаат, колку имаат, да речам, дигитални вештини за да купат онлайн и на моје изненадување сите освен една ми кажаа дека имаат купено онлайн нешто со картички од странски купувачи. Нормално ги прашав од каде, нормално ми рекоа од Тему. Но не е никаков проблем. Тоа беше интересно дека не очекував дека жените стварно ќе имаат купено. И на уште моје поголемо изненадување истите овие прашања ги прашав на Финки, кој исто држав предавање и верувале ли не, многу малку луѓе а имаше сигурно 100 во публиката, кренаа рака и кажаа дека екшеле купиле нешто онлайн. Може би станува збор за тоа што немаат можеби уште платежни картички сите, но бев изненадана и очекував особено во тој прогресивен факултет дека ќе има доста луѓе што досега имаат купено онлайн. Марија, супер, ке зборна. Да. Извини да те прекинам, имаме значи неколку одговори. Имам купено онлайн со картичка, да на првите 3 прашања, да на 3 прашања. Значи, во принцип сите одговори се да на сите 3 први
први прашање. Значи имаат купувани. Одлично, супер. Значи сите од вас сте на некој начин веќе дел од e-трговијата, веќе имате познавање како оди процесот, се става картичка, добивате конфирмација, ви стига производот и така натаму. Значи генерално имате некакво познавање за процесот со e-трговија, што е многу леснително. Затоа и сакав ова вака да го поставам, после можеме да си подискутираме за вашите искуства доколку сакате и доколку ни остане време. Ајде сега на кратко, вака официјално што е трговија. E-трговија значи купување и продавање преку интернет. Значи се што правиме кога нарачуваме облека, книги, било какви подароци онлайн и така натаму. Но не е само нели купување и продавање, туку стои цел еден дигитален свет, од веб страници до апликации мобилни, нели некои e-трговци имаат мобилни апликации, до онлайн плаќања, до логистика, до креативен маркетинг, за да ве привлечат да дојдете на таа e-продавница, бидејќи интересното е дека во e-трговијата нели самите e-продавници немаат физичка локација и мораат сите вработени, односно вработените за маркетинг, да најдат начин да ве донесат баш до нивната e-продавница. Бидејќи тоа не е како нели одите низ сите моли, поминувате покрај DM, сте застанали, сте видели уште некоја продавница, па ќе влезете, туку ова е нели виртуелен свет, па мора да се работи многу и на оваа тема. Сега e-трговците им овозможуваат на сите и на поединците и на компаниите да допрат до луѓе од целиот свет, односно без да имаат потреба од некаква физичка продавница. Познаваме доста во асоциацијата, ви кажав дека има повеќе од 150 членови, има доста од членовите кои што немаат физичка продавница, значи не може да влезете и да чукнете да си купите нешто, тука едноставно функционираат само онлайн. Има и такви кои што работат и паралелно и така и така. Нема правила, не е ни едното ни другото погрешно или точно, кој како си преферира. Но e-трговијата е пример дека технологијата и претприемништвото се спојуваат за да создадат и нови можности и да речам особено е ова битно и за младите девојки и жени кои што сакаат да бидат дел од дигиталната економија. Веројатно веќе знаете, но чисто вака да видите што може да продава со e-трговија, генерално физичките производи се најчесто продаваната стока на продавниците за e-трговија и често постигнуваат најголеми продажби. Значи нели може да се продаваат книги, знаете дека така почнала и приказната за Амазон, светскиот гигант за e-трговија. Може да се продаваат електронски апарати, ке нас веќе добро функционираат Нептун, Техномаркет, Сетек и така натаму, облека, ова е еден од најпродаваните производи кај нас. И многу други бројни производи што може да ви текнат и да ви паднат на памет, но меѓу другото, она што е интересно е дека има раст на продажбата на дигитални производи. Верувам дека секој од вас во најмала рака на Инстаграм или било каде на социјалните медиуми ви искочиле купете го мојот пријачник, купете го мојот курс за дигитални вештини, за вежбање и така натаму. Значи од карти за настани, концерти, кино, театар, авионски карти сте купиле, лиценци, софтверски решенија, било какви игри. Така да се ова спаѓа под e-трговија. И last but not least, тука се услугите, односно нели преведувачки услуги, гледање на филмови онлайн, ова е Netflix, вежбање онлайн, ова го имате пример со FitKit ке нас и така натака. Така да и со Ана Стојановска и ред други. Така да и ова се дел од примери што може да се продава за e-трговија. Еве и тука би поставила едно прашање, доколку имате некаква желба за да продавате со e-трговија, со што би почнале вие? Не мора со конкретниот производ, туку дали тоа би било физички производ, дигитален производ и услуги. И тука исто можете да ми пишете во чет, па ќе ги прочитам и одговорите. Сакав на кратко да ви ги раскажам и предностите, односно предностите од e-трговијата versus традиционалната трговија. Во принцип, кај трговијата нема ограничување на работното време, односно вашиот бизнис е отворен 24/7 и продавате и додека спиете. Буквално некој може да си купи нешто и во 2 наутро, а вие да спиете и да не мора нели физички да сте во продавницата. Потоа имате помали трошоци, односно нема трошоци за сменско работење, вработени, бидејќи може да функционира и продавницата и со еден вработен. Нема оперативни трошоци за сметки, за струја, за кирија, за кафе, за паркинг, транспортни трошоци и така натаму. Може да дадете поатрактивни цени или поевтини цени, бидејќи имате помали трошоци, па така и нели да ги намамите луѓето да дојдат на вашата продавница.
Атрактивна локација, ова преска што ви го спомнав, секоја продавница може да биде на атрактивна локација и потребно е само паметно инвестирање во добра продавница и маркетинг. Значи не мора да плаќате скапи кири на некој не знам колку атрактивни места, може сами да си ја направите продавница да е атрактивна. Интересно е дека нема ценкање, односно потрошувачот не може да преговара за пониска цена за некој производ, освен ако вие од старт не го известите за одреден попуст или не му дадете некој код за попуст и така натаму. Новите генерации се повеќе се онлайн купувачи, односно се повеќе и повеќе се купува онлайн. Веројатно и вие сте почувствувале разлика од пред 5 години кога нагло почна и трговијата да расте околу корона. И веројатно од тука кога би си направиле ретроспектива што тогаш сте плаќале или купувале онлайн, со што сега плаќате и купувате онлайн, веројатно ќе осетите и поголема разлика. А се смета дека во наредните 2 години дека 25% или 1/4 од купната трговија всушност ќе доаѓа од трговија, што е голем процент. Следно сакав да ги поминеме предностите и слабостите од трговијата и за продавачот и за купувачот. За продавачот би биле побрза комуникација со клиентите, особено сега во услови на AI tools, кај што има чет одма, кај што има имейл, кај што има автоматизирани пораки кои што омотможуваат директна и брза комуникација со клиентите. Тоа веројатно и сами некогаш кога сте пишале на некоја страница, може и автоматски да ви пишува: ви благодариме што не информиравте и така што не контактиравте, па ќе ви пишат накнадно. Потоа има можност за полесно доаѓање до поголем број на потенцијални клиенти преку зголемена видливост на интернет. За овде ќе ви кажам еден проект што го водев. Беше за рурални бизниси од Македонија и овозможувавме да отворат продавница и беа многу благодарни затоа што имаше жени, мислам не беа само жени, беа машки и женски од цела Македонија. Например, едни продава сок од гевгелија, други продава исто некој сок од глуварче и така натаму, беа ти од берова и така натаму. И беа многу благодарни бидејќи место само на нивниот пазар, град и така натаму да можат да продаваат, преку трговија, они можат сега да продаваат пример во цела Македонија и да се повидливи нивните производи и така натаму. Така да тоа е навистина дека трговијата отвара можност за полесно доаѓање до поголем број со потенцијални клиенти и секако отвара можност за продажба во странство. За ова можеме и покасно да збориме со странството. За купувачот предностите се дека е флексибилно време за купување. Јас често сум се нашла себе да купам нешто во после полноќ, најчесто авионска карта или нешто кога ми се оди негде. Така да тоа ми е навистина голема предност бидејќи некогаш во текот на работниот ден е многу гужва и така натаму и не сум стигнала, така да за мене е ова голема предност. Заштеда на финансиски средства, за паркинг, за превоз и често се производите поевтини, баш на почеток кога што спомнавме, поради помалите трошоци. Заштеда на време, односно нема редици за чекање, пазарување од дома, од канцеларија, додека патувате од било каде, што е голем плюс. Поголема понуда и побрз преглед на производи. Верувам дека и вие сте направиле вака да отворите неколку продавници и да го побарате производот или да го побарате на Google па да видите каде се изгледа, да ги споредите цените. И поголема конкуренција која често допринесува до поевтини цени, бидејќи не треба да влагате од една до друга продавница, него станува збор за неколку кликови, може лесно да следите каде е наевтино и самите трговци некогаш се прават конкуренција ради тоа за крајниот производ со поевтини цени за купувач. Како и сите други работи, трговијата не е без слабости, односно си има и своји слабости. Дел од нив се тоа што има повисоки логистички трошоци, особено доколку станува збор за физички производ, бидејќи во услови на продавница, доаѓа купувачот и си го купува, во услови вака на трговија, треба да го испратите физички производот до самиот купувач, па тоа е малку повеќе, да речам, работа за вас. И исто друга слабост е дека повозрасната и дигитално не толку писмената категорија на купувачи нема да купуваат од вас, бидејќи не се осеќаат удобно. Ова повеќе беше, да речам, правило порано, еве сега ви кажав пример со руралните жени, дека и они купуваат или купувале. Мислам дека тему навистина ја смени перцепцијата, така да и овој гап се намалува, така да не е некоја сериозна голема слабост од трговијата. И сега за купувачот е дека има неможност да го допре или проба производот, си да знаеме дека понекогаш тоа ни е навистина битно.
Потоа безбедносни ризици како кражба на податоци, кражба на идентитет и така натаму, или действување по ваше име. Ова е некој ако ви ја украде картичката, па да може да си нарача со вашата картичка и така натаму. Ова е генерално ретка случка, но може да се случи, но ова технички може и во физички продавници да се случи. Потоа измама, каде што нарачката е порачана или е платена, производот не е доставен или фирмата е лажна или не постои. Ова е само случај кога се купува од социјални медиуми, затоа што и ова сакам да го нагласам, е многу битно да го имате во предвид, затоа што верувам дека сите некојаш сте нарачале вклучувајќи ме имена нешто од социјални медиуми, но гледам да не го правам тоа и гледам да барам каде има официјална продавница, бидејќи кој има продавница, тие се легални, регистрирани правни ентитети, имаат таму политики за враќање на производите, политики за приватност и така натаму. И доколку имате ваква некоја ситуација, некојаш производ да не е доставен или е доставен погрешна големина, друга боја и така натаму, кога е физичка продавница, кога е продавница, вие може да го вратите. Кога е social media продавач, тогаш може и да ве блокира, да не ви враќа и така натаму, и вие да не може да си го остварите вашето право. Така да потрошувачко право, така да ве замолувам да разгледате претходно дали има некакви ревјуз, дали има нешто повеќе од закупувачот од тоа што излиста на социјалните медиуми, со цел да се заштитите од ваква несакано искуство. И потоа неизвестен статус, ако нешто не е како што треба со нарачката, дали може да се обратиме кај трговецот. Ова пак кажам се однесува на купување преку социјални медиуми, бидејќи официјалните трговци имаат контакт форма и на нив им оди во прилог да вие некој имате телефонски број оставено, да вие можете да им се обратите и да вие да ви помогнат доколку нешто не е како што треба со нарачката, со цел да ве задржат и повторно да дојдете и да купите кај нив. Како може да започнете кариера во трговија? Значи, ги дознавме што е трговија, дознавме што се предности и слабости. На тема како може да започнете кариера, може да на повеќе начини, може да започнете со некои мали чекори, например, доколку имате некои ваши производите или услуги, можете со промоција на производите или услугите преку Instagram, TikTok и која платформа најмногу да ви одговара, чисто да почувствувате дали има некаква заинтересираност или што мисли пазарот за вашите производи. Потоа можете да ги продавате на веќе постојата платформа, како што е Ананас, Пакет, Урма, Митра, доколку некој има желба или потреба, слободно пишете ми, ги има на крај моите контакт информации, можам да ве поврзам со овие платформи во рамки на нешто што е веќе постоечко, да ги продавате вашите производи или услуги. Потоа можете да аплицирате на јавен повик на Асоциацијата за трговија за да отворите вашата продавница бесплатно. Ние секоја година правиме ваков јавен повик, од прилика околу март почнува. И поддржуваме по 20 на продавници за да бесплатно отворат и продавници и да си ги продаваат своите производи, така да следете ме. Потоа може да се вклучите во некои стартап проекти или пак да слушате различни дигитални курсеви, едукативни програми и малку повеќе да се заинтересирате и да знаете за трговијата, а можете да започнете со пракса или пак да се вработите на некое работно место исто во, ние тоа го викаме екосистемот на трговијата, значи не само во продавница, туку нешто што е поврзано со трговија, дали е банка, дали е пошта, дали е било што друго. За ова последново, да се вработите на работни места од трговијата, тука излистав и неколку професии во трговија кои се поврзани со STEM или STEM. Аналитичар на податоци или data analysis, ги покажува навиките на потрошувачите и пазарните трендови, се гледа кој кога купува, колку купува и така натаму, просечна нарачка и слично, истражувач на пазар, собирање на податоци, давање на препораки за подобри деловни одлуки, логистички инженер или пак специјалист за supply chain се вика тоа, кој го оптимизира производите како да стигнат до клиентите. UI UX дизајнер кој што создава убаво корисничко искуство при вашето купување, односно лесно може да се најдете дали е на веб страната, дали е на апликацијата. Креативен маркетинг специјалист кој што создава кампањи, создава креативни дизајни и содржини кои што ќе представат бренд приказната. Контент креатор, ова и претходно што ви го спомнав, го представува бизнисот преку фотографии, видеа и графики. Ова се е многу hot topic и некако целиот свет оди кон контент креатор.
контент креирање за било која, да речам, било кој бизнес е потребно ова. Потоа специализацијни и моделирање, пресматување на оптимални цени и попусти и така натаму. Ова се само дел од професиите, јас сакав само да ви покажам дека не треба сите да сте девелопери и така натаму, и да звучи STEM дека не знам сите се математичари и не знам што, туку дека има буквално професии кои што се поврзани со STEM, се многу интересни и многу атрактивни за сите без разлика машки или женски, помлади, постари и така натаму. Сега, она што сакав да ви го кажам е тековната состојба каква е, и тоа во Македонија, и каков е потенцијалот. Овде се бројки, но ќе ги прелетам брзински, затоа што после следи дел со инспиративни приказни од жени од Македонија, што мислам дека ќе ви биде поинтересен, ама чисто да видите големата слика. Значи, глобалниот e-commerce пазар се проценува на 6,3 трилиони долари. И она што ви го кажав е дека 25% од глобалниот пазар до 2027 се очекува да биде e-commerce. Значи, 1/4 од сите купувања ќе бидат онлайн направени. Домашниот наш e-commerce пазар, ова е за заклучно со декември, значи за ланската година, затоа што ова не е завршена уште. Вкупната вредност на онлайн трансакциите во земјата и во странство со домашни и странски картички изнесува 709 милиони евра и има 9% пораз во поредба со 2023 година. Во принцип, секоја година имаме пораст. И мислам, приметуваме, бидејќи ги анализираме ова со официјални податоци од Народна банка, гледаме дека има пораст во онлайн купувањата. Купната вредност на e-трговијата во 2024 година, значи од оваа сума што ви ја кажав, 425 милиони евра се влеале кон домашни e-трговци. И тука бројот на трговците до 2024 година изнесува 1312, ова зборам регистрирани официјални трговци кои што имаат своји продавници. И се тука направив една брза математика, просек по трговци, ако се зема во предвид дека се активни сите 1312, испаја дека по трговец просек нормално 323.000 евра по трговец. Така да ова е доста интересна математика што треба да се зема во предвид. Тука имаме ние и регистар на трговци кои што исто е бесплатен, може да си го проверите во било кој период, каде што можеме и анализиравме кои се најпродавани категории на производи, најпродавани категории на услуги. И еве топ 5 категории се на производи со облека, обувки и мода, убавина, козметика и велнес, супермаркети и продавници за храна, потоа електроника, апарати за домаќинство и дом и градина и мебел. А од услугите се патувања, односно хотели, туристички агенции услуги, веб услуги, веб страници, хостинзи, домени и така натаму, образование, ова се обуки, Brainster, пример SMX Academy и така натаму, комунални услуги, односно трошоци за електрична енергија за сметки, и потоа се билети за настани. Генерално производите малце повеќе доминираат, како што ви казав и на почетокот, со 55% наспроти услугите со 44%. Сега, кога имаме вака брза растечки бројки и потенцијал, уште еднаш да ве прашам дали би започнале или би размислиле за кариера во трговијата. Се надам дека ова ќе ви ги отвори, како да кажам, перспективите и ќе видите колку има потенцијал во ова и во и дома и надвор и за продавање надвор од Македонија. Сега сакам накратко да поминеме низ неколку инспиративни приказни на жени од Македонија во дигиталниот свет и да споделам кратко лично искуство. Во принцип, многу е лесно и многу често, кога луѓето прават презентации, презентираат приказни од жени кои што, не знам, биле во OpenAI, во Coca-Cola и така натаму. За мене тие не се relatable и често кога имам некои презентации, сакам да покажам примери од жени или инспиративни приказни од жени кои што функционираат од Македонија, исто како сите нас тука, за како тие успеале и како, ако можат они, дефинитивно можете и вие, и чисто да биде по-relatable инспирацијата за нив. Јас со оваа работа стварно стигам во контакт со многу жени, кои што се стварно инспиративни и стварно допринесуваат многу. Меѓу другото, основач на нашата асоцијација за трговија е Нина Ангеловска. Она беше основач на Групер. Не знам дали го фативте, дали се кејават на Групер. Тоа е фактички првиот придвижувач на трговијата,
кои што продаваат сделки, а овозможуваат да нели се плаќа со картичка, уште ова пред 10-15 години, кога тоа беше научна фантастика за Македонија и кога беше многу мал процентот на луѓе кои што имаа картички. Но јас во наредните слайдови одвоив неколку жени кои што за мене се инспиративни, има многу други, ама чисто нели во интерес на времето. Сакав да ви кажам неколку примери, на пример Boxin, не знам дали сте чуле и виделе, е прва македонска апликација за читање и слушање книги за сите возрасти. Таа е создадена од Ивана Каралиева Петровска, таа е коосновачка и извршна директорка. Има повеќе од 5000 наслови, аудио книги, подкасти за сите возрасти и представува дигитална библиотека достапна за сите. И благодарение на соработката со над 200 издавачи од цел свет и автори, платформата нуди богата и разновидна содржина на македонски, англиски, шведски и албански јазик, која што постојано се надополнува со нови изданија. Ако некој од вас е на А1, ќе видите дека и А1 има соработка со Boxi и дека може да си размените минути, како и да се вика тоа, за да можете да читате, достапна и како апликација, така да еве чисто еден пример. Потоа нормално морав да дадам примери од делот на трговијата. Прва онлайн продавница за бебиња и успешен козметички бренд. Марија Крстевска е коосновачка, например, на Bebe Home. Тоа е првата онлайн продавница во Македонија посветена за бебешка облека, играчки и производи за деца. И Coslavmetics, ова може би ви е попозната, не знам, бренд кој донесе успешна модерна корејска козметика на нашиот пазар. И двете продавници имаат и физички продавници, може би сте ги виделе, може да ги видите. Но со повеќе од 10 години работа на своите брендови, Марија носи инновативни производи и инспирира нови генерации на жени во дигиталниот бизнис. И двете се почнати од лична, да речам, личен проблем. Едното е првиот бизнис е кога имала бебе и не можела да најде квалитетни производи за бебе, што се навистина, нели, помодерни и така натаму. А вториот е бидејќи имала личен проблем со кожата, па видела дека корејската козметика е многу популарна и успешна за ова, па го донела и да го направи достапна не само за себе, туку и за сите, така да е доста инспиративна. Сега се многу популарни двете продавници. Потоа сакам да ви покажам пример за Dina AI. Тоа е домашна платформа за дигитален маркетинг која што и крати трошоците до 20 пати. Dina AI е исто домашна платформа и за мали, за средни предпријатија, кои што им помага да изградат маркетинг стратегии за неколку минути да ги намалат трошоците до 20 пати. Создадена од Ина Марковиќ и Dina всушност ја означува дигитална Ина, ги прави професионалните маркетинг алатки достапни за сите, едноставно и ефикасно. Кога разговаравме, ми рече дека работела за повеќе клиенти и во еден момент си рекла да можам да се дуплирам, би било супер. И сватила дека некако така природно дошла до идејата да создаде една дигитална Ина која што може да ги автоматизира дел од процесите и да работи за повеќе нели клиенти. Така да е ова исто еден интересен пример. Јепуда е страст кон корејска козметика претворена во успешен бизнис. Ова е Стефанија Лузевска која што ја донесе филозофијата на slow beauty во Македонија. Концептот на Јепуда е да ја спојува традиционалната корејска мудрост со современи трендови. И тука нели Стефанија избира многу често познати корејски брендови, знаат дека има и физичка продавница, често нудат интересни и настани права таму, така да ова е исто супер пример за ваква успешна инспиративна девојка. И последниот пример што ви го ставив денеска тука во презентацијата е SkillSpotters. Ова е бесплатна платформа за фриленс работа, нешто како Upwork, ама домашна и не е скроз како Upwork. Таа е платформа за регрутација и огласување на работни позиции што ги поврзува квалитетните професионалци од различни земји со компании од САД, Канада, Англија, Австралија. Значи, вие денеска може да си отворите профил како фриленсер за било која тема, а од таа страна понудувачите на работа се од САД, Канада, Англија и Австралија. Основачката е Билјана Димитриевска, баш ја запознав минатата недела на една панел дискусија. И таа е експерт за глобален рекрутмент. Ја создаде платформата за да им помогне на компаниите да најдат таленти и на професионалците да прошират својата кариера глобално. Девојката работела како HR експерт ремоут и сватила исто дека има многу голема потреба. Компаниите дека имаат, особено од таа работела за САД, ја установила потребата и сватила дека не може да се сама и рекла дај ќе направиме на ваква платформа која што нели
ќе пробам, ќе видам како ќе функционира и за сега рече дека е многу задоволна, така да I strongly recommend you да ја пробате и да видите како функционира. Така да ова се неколку примери што ги додав тука. За личното искуство барав некоја ваква слика која што ќе изгледа ups and downs, затоа што не го кажав делот дека имам живеено во Америка, имам живеено во Дубај, завршив тука факултет за економски со e-бизнес, па после се започнав на магистарски на машински, животен циклус на производ, па после завршив академија во Сивус тогашен на СДЦ, таа беше академија за програмирање комплетна, па после завршив курс во Brainstar за правење на веб страници. Сега еве сум упишана на курсеви исто во Brainstar за AI at Work, слушам курсеви на SMX Academy за исто автоматизација, AI и така натаму. Така да моето искуство почна од маркетинг координатор, да речам, до маркетинг менаџер, до ресторан менаџер, хотелски менаџер, до сега сум проектен менаџер и во една раководител на ГЕА. Така да сум правила од многу, да речам, многу различни индустрии, помал миксап, но меѓутоа мојата агола секогаш да е поврзан со некој креативен и интересен дел. Она што сакав да ви го кажам преку цртежов е дека кариерата не е еден прав пат, туку дека секогаш има нели и успони падови, дека it's okay да размислите дека чекај, можеби и ова сакам да го пробам, можеби и ова сакам да го направам и така натаму. И bottom line е дека секогаш треба да учите и да останете во тек со сите новости што се бидејќи знаете дека особено се е многу брзо се менуваат работите. Last but not least е делот за добри практики и научени лекции од дигиталниот свет, односно што може да научиме од e-трговијата, од дигиталната економија. Во e-трговијата се учи преку експерименти, односно тестирате идеи, ги анализирате резултатите, па после подобрувате тоа што не функционира и така натаму, така да исто тоа важи и за STEM, каде што најдобриот начин на учење е преку реални проекти и преку практична работа. Моќта на податоците, односно во дигиталниот свет, одлуките се носат без основа на податоци, бидејќи тоа ви е единствениот, да речам, допир со купувачот, не го гледате, нема да гледате фацијалната експресија, не гледате тон, не слушате, така да единствено податоците, кликовите и така натаму ви се релевантни. Исто така во STEM е важно младите да се научат да анализираат, да споредуваат и да извлекуваат заклучоци од информации. Потоа креативност и иновации. Во e-трговијата постојано бара нови начини да се привлечат клиенти. Сте виделе често Корпа, например, има различни акции за да купите пред некој ден, пример ми се појави еден 30% на сушико и ред други ствари, така да стално имаат различни кампањи, не само они, него и сите останати. Истото и во STEM се бара креативно размислување и е подеднакво важно како и техничкото знаење. Потоа, успешните продавници комбинираат, како што ви спомнав и претходно, и технологија, и дизајн, и маркетинг, и логистика. И оваа комбинација е баш срцта на STEM, односно поврзување на различни дисциплини за иновативни решенија. И последното е дека во дигиталниот свет има се повеќе жени кои што создаваат сопствени брендови. Јас сега само ви покажав дел од нив, но навистина има многу жени и покажува дека жените можат да бидат лидери и иноваторки за секоја поле во STEM. Така да ова последно е особено интересно, бидејќи еднаш имав прилика да една девојка работеше дигитален маркетинг и во другата рака го чуваше бебенцето. Така да е супер, мислам од дома работеше, ама е супер опција и за млади мајки исто дополнително. Како да најде својата патека во STEM, односно клучни совети за девојки и млади жени. Ова е мојот прв совет, учи постојано и развива вештини, чисто за вас. Во најмала рака истражува онлайн курсеви, тука ги спомнав Brainstar, Avenga, Academy, SMX, овие се локални SEMOS, или интернационални, доколку сте окей со англискиот и доколку сакате да учите така, Udemy, Coursera, YouTube има многу бесплатни. Развивајте дигитални, аналитички, креативни способности и многу битно да развијате меки вештини како комуникација, самодоверба, решавање на проблеми и така натаму. Потоа да ги истражувате и да знаете повеќе за успешни жени, како приказни на жени од Македонија и пошироко, кои ќе ви покажат дека и вие можете да бидете дел од STEM.
Потоа да пронајдете ментор или инспиративна личност. Ова е многу битно да се направи, иако Македонија се уште нема толку култура на ментори, ама преку ГЕА дојдов до многу успешни жени кои што водат големи компании. И one on one кога сме разговарале, скоро кај сите ми имаат кажано дека многу има помогнато ментор во животот. Значи некојаш е тоа формален ментор, некојаш е неформален, некој што се угледуваат да е само по искусен. Потоа експериментира и не се плаши од грешки, бидејќи особено на почеток почнете со мали чекори, дали во кодирање, дали во дизајн анализа, бидејќи секоја грешка е нова лекција, не може кој знае колку да се греши, не е ништо, нели, крајот на светот. Она што е многу битно е да бидете дел од било каква заедница или од локални настани, да се поврзете со други девојки и жени во програми и заедници, например во Women in Tech, веројатно сте чуле за нив, ГЕА, тоа сме ние, Aspire Balkan, кои што нудат исто поддршка за жени што сакаат да почнат бизниси, и да се посадат настани како Equal Exchange, нашата конференција, што е како еден вид на TED Talk за локални домашни приказни. И нели last but not least, биди љубопитна и почни веднаш, не чекај да бидеш совршено или не сум спремна сега и така натаму, било кое ново знаење секако предност. И обкружувањето е со луѓе кои што веруваат во тебе или кои што имаат исти мајндсет, ќе го забрзаат твојот успех. Ова е исто многу битно. Последниот слайд се однесува на бесплатни алатки кои што можат да ви го олеснат почетокот во тем кариерата. Веројатно веќе дел од нив користите или ги знаете. Во случај некој да не ги знаете, топло ги препорачувам. Јас ги користам овие повеќето, некои на дневна основа. Така да, вака им изгледаат и локцата, ама ја ќе оставам вака ако сакате да си направите скриншот. Така да сите овие бесплатни алатки ќе можат да ви го олеснат почетокот или ќе можат да ви помогнат да навлезате, да речам, во тем на некој начин. И генерално тоа е тоа што јас денес го подготвив за вас. Она што сакав да ви го кажам вака како завршна реченица е дигиталниот свет нуди еднакви можности за сите, дека треба само да ги искористиме. Ви благодарам многу за вниманието, се надевам дека ви беше интересно, се надевам дека успеав малку повеќе да ви ја доближаме трговијата до вас. Мојот имеј е Марија e-commerce MK, тука е мојот LinkedIn, тука се веб страниците на Алијансата и на e-commerce, нашите Instagram профили. Feel free да не заследите или да ми пишете зашто и да ви треба во однос на совет и така натаму, ќе пробам да ви помогнам. И генерално тоа би било од мене вака од официјалното представување. Мија, дали сакаш... Да, сакам да ти се заблагодарам, Марија, мислам стварно предетална и не знам, предобра презентација, буквално навлезе во секоја тема што можеше да произлезе од денешната тема на вебинарот. Јас дури ќе те прашав и како порака дали имаш за нашата публика, но ти веќе и пораката ја имаше на крајот, значи одлично во секој поглед, ти благодарам многу. Ние имаме неколку прашања, јас нема да должам и ќе навлеземе во прашањата. Инаку некој веќе ме праша, презентацијата на Марија и презентацијата за проектот што имавме ќе ви биде испратена на мејл заедно со сите линкови што веќе ги поставив во чет. Јас исто така сега ќе ви поставам и линк од анкетен прашалник кој што би ве замолила да го пополните доколку можете по завршување на вебинарот. А исто така ќе почнам и со прашањата кои што ги поставивте во чет. Оние што не поставиле може сега да постават слободно. Значи, прво имаме прашање, Марија, кога се одржува конференцијата за родова еднаквост од Алијансата и дали има повик за истото? Така, начално ја почнавме на денот на Меѓународниот ден на еднакви плати. Ме слушате, така ми се потроши. Да. Таа ја организираме во септември најчесто, но оваа година поради голем број на активности во вториот дел од годината ја организиравме во јуни. Најверојатно така и ќе ја задржиме. Крај на мај, почеток на јуни, таа е од отворен карактер. Ако не заследите на социјал медија на ГЕА или на асоциација генерална на ГЕА, таму постираме, може секој да дојде, има околу 100 и нешто гости, ама се супер можност за нетворкинг и за запознавање со стварно квалитетни бизнис луѓе, така да тоа е одговорот, краткиот на прашањето. Да, значи да ги следат вашите канали. Да. Имаме прашање дали 25% се мисли на Македонија или во светот, и јас како што забележав, тоа прашање беше во однос на глобалниот потенцијал. Да, на е-трговијата, да. Ритейл, дека тоа е на глобално ниво.
но немаме ние сега конкретна слика за Македонија, но генерално ви покажав и домашни бројки за да видите како расте од година во година. И исто со Асоциацијата за трговија стално издаваме такви репорти кај што ги покажуваме колку расте од година во година и така натаму, така да не знам дали во Македонија ќе се преслика ова, но дефинитивно има раст и дефинитивно има потенцијал за ова да се преслика и во нашава земја. Нели како што кажавме и ние мораме да се подготвуваме за таа иднина која што некаде е веќе и пристигната. Да, затоа ви кажав, веројатно и се сеќавате на почеток, мислам во 2020 можеби сме плаќале сметки онлайн, можеби не, ама сега веќе ни е покомотно да правиме повеќе работи онлайн и само е прашање на време. Имаме друго прашање, што би ги советувале жените што сакаат да започнат некаков проект или бизнис во дигиталниот сектор денеска? Што би ги советувале? Би ги советувала, ето тоа баш ги напишав и на крај советите, во однос на тоа да искомуницираат и исконтактираат со некој што веќе го изодал патот, затоа што многу ќе им биде полесно и ќе им каже за do's and don'ts, или нели да правите или да не правите. Идеално е да доаѓате на настани кои што се вакви за нетворкинг. Ке нас, пак ќе кажам, Македонија нема толку многу, да речам, култура на нетворкинг, ама тоа е основата, да знаете и за виднина. Луѓето што ги знаете ви се основата за да ви помогнат, утре може да им се јавите за контакт, за идеја и така натаму, така да да најдат некој што веќе го изодал патот, некој е трговец, ќе најдат, Македонија е мала земја, па преку еден преку друг може лесно да се најде, или дојдете до кај нас, ние можеме, пишете ми слободно, ќе ве поврзам со некој што ви е од интерес. И другата варијанта е да одат на настани, за да се мрежат, и третата варијанта е убаво да обмислат идејата, односно да си направат еден така долг муабет. Покрај со ментор може да си пробавате со ChatGPT да му речат, да му дадат убав промпт, да молам дајте ми бизнес идеја, што ми е предност, слабост и така натаму, вака да си направите еден трет да видите и мислење на вештачката интелигенција и да ви помогне малце повеќе да дефинирате поубаво и така натаму и да знаете и од кај да почнете, може да побарате и roadmap се вика тоа, односно од каде да почнете, кои да се наредните чекори, како да понатаму се скалирате и растете. Така да комбинација од повеќе работи би рекла. Имаме уште едно прашање, значи уште две, се извинувам. Здраво, Марија, би сакала да знам како е најлесно да се изгради една професионална мрежа во дигиталниот сектор како млад професионалец. Најверојатно се мисли како нов во секторот. Да. Повторно ќе се задржам на делот со настани, на делот со, например, ние како асоциација организираме и бројни настани што се нетворкинг, едукативни, што се бесплатни. Последниот ни беше за контент креација, сега наредниот сакаме да го правиме за инфлуенсер маркетинг, да поканеме инфлуенсери, да видиме како тие помагаат за продажбите. И е отворен, тие настани се по околу 100-150 луѓе кои што се отворени за јавноста, се сведено на тоа дека треба да следите. Ама може таму да знаете за вакви настани кои што се бесплатни, кај што може да дојдете да се подружите со луѓе што се со ист мајндсет и да знаете повеќе информации, некогаш и директно настапите во контакт дали е со инфлуенсер, контент креатор, e-commerce бизнис, банка и така натаму што може да ви помогне. Да, исто имаме оставено и линк од веб страница trustpilot.com како страна на која што може да се провери дали нешто што се продава нешто е проверено или лажно. Би сакала да и се заблагодарам на Сара што придонесува во оваа дискусија. Благодарам на Сара и да прашам дали е домашна или не. Исто споделив најдоле линк и јас кој што го направивме во асоциација, тоа е регистар на домашни трговци. Тој го правиме со сите банки во Македонија, значи има во Македонија 5 банки кои што нудат онлайн плаќање, односно преку нив води плаќањето. Вие како е трговец, ве продавате, не знам, чаши за вино и мора да одите во некоја банка за да ви овозможат интегрирање на payment процесот, се вика технички, или за да ви овозможат луѓето можат да плаќаат онлайн. И сега, например, вие како е трговец не ги гледате податоците на купувачите, туку тоа позадински се прави и, например, заедно со сите банки ги собравме на сите на кои што им овозможуваат онлайн плаќање, го креиравме овој регистар, кај што вие во секое време бесплатно може да си проверите дали кај што сакате да купите е регистриран, работи по правила и прописи, така да feel free to use it, ја споделив тука. На нашата веб страница e-commerce.mk/batch или _batch. Така да таму се ставени сите
Да, вратила Сара дека страницата е странска, не домашна, за жал. Да. Добра и да си домашни имаме, ама супер да Да, имаме и вакво нешто како референца за сега. да нели да гледаме. Добро, супер. И како последно прашање, Марија, го имаме, кој според вас е најдобриот начин за стекнување нови вештини во овој свет кој се менува секој ден? Тоа го спомнав исто на неколку пати. Јас не знам дали се сите како мене некогаш ми доаѓа малце overwhelming, се вика на англиски, не знам на македонски, као малце too much информации, као не знам од кај да пофатам, кој тул да го фатам, што прво да одам и така натаму. И ностоп гледате дека учам и се надградувам, ама тоа е чисто претежно за себе, за јас да сум компетентна и да знам и да сум во тек со работите. Би рекла дека треба да си изберете што ве интересира, затоа што е вака многу широко. Дали сакате да видите кои се новите атрактивни AI tools, дали сакате да учите дата анализа, дали сакате да учите контент креација, правење на видеа. Многу се различни работите, така да мислам дека треба да се тргне од таму, во смисла да видите кои или да видите, да анализирате кои вештини вас ви фалат, бидејќи нели ќе секој различно, кај некој фалат soft skills, кај некој фалат технички skills. Така да видите ли да се направите листа 2-3 работи кои што ви фалат или ќе си направите цел, пример до крај на 26-та, сакам тоа и тоа да знам. И многу е полесно така, бидејќи на основа на тоа после ќе си барате што има, што се нуди на нашиот пазар или ете ви ги излистав Udemy, Coursera, па и на YouTube. Јас го викам YouTube University, кај што стварно има многу бесплатни видеа и може многу да се едуцираат луѓето. Така да би тргнала дефинитивно таму. Најдобар начин е да видите ке вас лично што ви фали и што ви интересира, бидејќи со сила не може да се натерате да учите нешто ако не ве интересира. И потоа да побарате каде се нуди, дали има нешто бесплатно, дали доколку се плаќа и тоа е во ред, така да ќе видите согласно потребите и можностите. Добро, Марија, ти благодарам. Мислам дека тука можеме да завршиме. Се задржавме и малку повеќе од предвиденото, но тоа е според мене знак на многу интересна сесија и доста прашања, така да позитивно, да. Ти благодарам многу што ја прифати поканата уште еднаш од мене, од фондацијата, а за сите кои што не слушате, сите информации, сите линкови на нашите канали што ќе објават за ова, ќе бидат и за проектот информации, ќе бидат испратени исто така на мејл, презентацијата од Марија ќе имате исто така на мејл. Ви благодарам и вам што учествувате и се гледаме во наредна прилика, односно се гледаме, се надевам на следниот вебинар, последниот во оваа низа, што ќе го држуваме на 27 ноември. Мари? Извини, сакам јас да се заблагодарам, се надевам дека ви беше интересно, се обидов да го структурирам некако да е интересно, инспиративно. Се надевам дека успеав, да основните работи, така да се надевам дека уживавте, пак ќе кажам, ако имате било какви прашања, feel free да ми пишете и така натака, оставив и контакт информации, слободно пишете ме дали на LinkedIn, дали на мејл, како ви одговара, слободно заследете ги нашите социјални профили за да бидете во тек со настани кои што можат вас да ви се од корист. И така, фала уште еднаш Мија и на целиот ваш тим за супер и настаниве in general и за поканата кон мене, така да ви благодарам, јас уживав и се надевам дека останеме во контакт и сакам good luck на сите. Благодарам, Марија. Поздрав, пријатно. Добар ден. Чао. Чао.